Неврологот Јован Божиновски е новиот директор на клиниката за неврологија. Откако Министерството за здравство експресно го разраши доктор Игор Кузмановски поради скандалот со објавената снимка на социјалните мрежи, на која се гледа како меша бела прашкаста материја и коментира за квалитет на кокаин. Уште поголем проблем за доктор Кузмановски е и тоа што тој во моментов нема активна лиценца за работа од лекарската комора. Цели 7 месеци, односно од 15.3.2025 година, тој ја вршил дејноста без продолжена лиценца. Од комората информираат дека тој минатата недела поднел барање за нејзино продолжување и засега постапката за обновување е во тек. Министерот Алију најави детална истражна постапка околу работата на Кузмановски. Веќе е формирана комисија од страна на Министерството за здравство. Исто така е баран инспекцијски надзор за да се направи во таа институција, а поврзано со дотичниот доктор и очекуваме резултати, значи извештајот од кај нив, истиот извештај ќе биде споделен со вас, со јавност. Да, точно е дека истечена лиценца има дотичниот доктор Игор Кузмановски. А прашањето беше дали ќе се продолжи лиценцата. Не, значи продолжувањето и издавањето на лиценци надлежни се институциите, во овој случај лекарската комора, така да ќе чекаме од нив информација. За да ја обнови лиценцата за работа, а за која е пропуштен рокот, доктор Кузмановски мора да има дополнителна обука и да полага стручна проверка пред комисија. Во меѓувреме, новиот директор на неврологија вели дека клиниката продолжува со непречена работа. Моето превземање од практично до овој момент клиниката за неврологија ќе функционира непречено, сите дијагностички консултативни амбуланти ќе функционираат непречено, сите лекување на пациентите ќе бидат во рамките на медицина базирана на докази, а впрочем ќе се залагам уште повеќе во овој момент, бидејќи клиниката е во процес на акредитација, да се забрза тој процес на акредитација за да се спречат токму ваквите појави кои што еве се случуваат за жал. Доктор Игор Кузмановски беше назначен за директор на 8 август годинава, на местото на Фатмир Меджити.